Добро вечер во нова епизода на подкаст Основано со мнение со мене Јанаки Митровски, како што неколку пати претходно напоменавме, во овој циклус ќе оставиме повеќе простор за македонските политичари кои што се секако неизбежни во јавно-политичкиот дискурс и барем лично имам кейв за денешниот гостин. Велиме добро вечер за Дафина Стојановска, пратеник од редовите на, сега да ги погодиме вие титуливе, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, член на извршен комитет и заменик координатор на пратеничка група. Добро дојдовте. Се надевам дека добро погодив, а ќе ме коригирате ако не. Погодено без грешка. Добро вечер и благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша прва гостинка. Мене гледаме да не правиме са чекуша стил подкасти, ама се наметнува и баш сакам да го почнеме подкастов со таа тема и да ја трнеме на страна и да зборуваме за други исто така сериозни теми. А тоа е за вашите станови, или ќе ни објасните побаво, многу во делот на пратеничките прашања на опозицијата и во делот на патничките трошоци се зборува за тоа дека имате 6 стана, дека ви викале комшија, нели сите тие пропратни фори и вицеви. Има ли Дафина Стојановска 6 стана во свој посед? Не, Дафина Стојановска поседува само еден стан од 60 квадрати во кој што и живеам во Гостивар, но Дафина Стојановска е можеби една од, мислам дека единствената сум оние кои што подлежат на пријави на анкетните листови во ДКСК како јавни избрани функционери, која што единствена пријавила имоти од поширокото семејство, бидејќи станува збор за имот на мојата мајка. Но, за жал на јавноста, тоа изгледа не е од интерес, па затоа поубаво звучи да се кажат вкупно 6 стана. Значи, поседувам само еден стан од 60 квадрати и сите овие, ако сакаме, бидејќи јас сосема не сум имала намера ништо да скријам, сум ги пријавила токму во 2020 година, тогаш почнуваше мојот втор мандат како пратеничка и нели повторно требаше да го пополниме анкетниот лист, сметајќи дека тогаш беше можеби во зенит тогашната власт на СДСМ и ДУИ, немав намера ништо да сокривам, мислејќи дека можеби ќе се трудат да пребаруваат или по слушнат глас нешто да обзнанат, јас им сервирав се што има и моето пошироко семејство, бидејќи добар дел, барем од поискусните пратеници многу добро знаат и си стои на анкетниот лист дека сме должни по закон да го пријавиме само имотот на оние кои што живееме на иста адреса. Јас откако сум мажена, веќе може 27 години оваа година ќе правам, сум имала периоди, сум живеела во заедница, сме живееле 7 години под кирија во гарсонјера и откако се продаде оној имот за кој што добар дел од гостиварци многу добро знаат кој е тој имот, тоа е имот од родителите на мојот татко. Значи, јас потекнувам од семејство, татко ми беше стоматолог, дипломиран на Белградски универзитет, мајка ми професорка по странски јазик. Значи, добро познато семејство во градот и со некој семеен имот. Татко ми студирал во Белград затоа што моите дедо и баба поседувале куќа во строг центар на Белград. Значи, апсолутно немам потреба да се правдам, а доколку некој има некакво основано сомнение, како што е и називот на вашата емисија, слободно би можел да провери дека се е чисто како солза. Се работи за семеен имот за кој што јас апсолутно немам намера некому да се правдам. Но да, оваа тема име добре дојдена на оние на кои што им пречеше, што јас бев многу гласна во тоа време и за жал не успеа ниту да ме затишат, ниту нешто повеќе открија од она што е. Достапни информации, може се да се провери, апсолутно се работи за семеен имот и ништо повеќе од тоа. Јас апсолутно не знам кому треба за тоа да се правда. Са години после власт, знаете дека од позиција на власт многу помокомотно се кажува органите нека проценат, меѓутоа јас во тоа време се дадов на тоа сакав да ви кажам и од 2020 година ако сакале, што е за волја на вистината, можеле да проверат и сега ако добро ве разбирам, тоа е имот кој што е наследен, а вашите го имаат врз основа на претходно продаден. Така, откако починале баби дедовци, мајка ми останала сама, можеби татко ми да бил жив, ќе имале некои други правци со имотот на нивните родители, но таа сметала, така решила да треба да инвестира во недвижнини, таа е, фала Богу, здрава, жива, паметна жена и таа располага со се што е на нејзино име. Јас таков карактер сум, немам намера ниту да се борам за некое си наследство, ниту да раководам со имот кој што за сега, фала Богу, така. Кажав, имам стан од 60
10 квадрати, возило, никој возилото не го чита тука, 300.000 километри, Рено Клио 2009. Така да, не знам, мислам, може би е тема која што им одговара за да си направат некој дефокус или, како што кажав, може би има намера да ме прекинат во моето говорење на вистината. За волја на вистината е интересно и за медиуми. Да, јавност те интересираат Така, да. повеќе наслови, негде ќе прочитате и 10 стана и не знам колку возила. Достапно е тоа, дури и сега во 2024 кога повторно го пополнував имотниот лист, веќе го почитував законот и воопшто не ги ни наведов тие станови, но ете јавноста Така, повторно остана на залепи. а и тие се тука, нема ништо ни зголемено, ниту е нешто купено од пратеничка плата. Дали имам некоја афера да ми извадеа некој приватен бизнис да водам, Така, да. некој Како што тендер, обично се прави. моите деца приватно, од приватни финансии живеат, сопругот е невработен. Така да оние листи, оние што е за жал интересно за јавноста, Така, се да. тоа е фрлено во воздух и јас немам намера ни да се трудам да го бркам или да го сокривам, апсолутно. Зните јазици ќе речат дека не треба да земаш патни трошоци затоа што имаш каде да живееш, иако нели тоа не е еднаш го објаснуваше, тоа што го гледав, иако тоа не е твој имот, меѓутоа јас кога се договаравме за овој подкаст, искрено ќе ти кажам дека се изненадив бидејќи нели те начекав да си на Така. Bluetooth ми се јави на пат за гостивар и нели баш те прашав да ме патуваш ли као секој ден патувам, затоа што сега сепак си свесна дека не знам еве и за сега и во минатото се имаат правено одредени злоупотреби со патните трошоци. имало такви примери. Имало примери на пратеници Имало од сите примери. патни каде што фактички живеат во Скопје, а Така. злоупотребуваат. Едноставно и фалсификуваат. Некој така. пријател ќе патува, ќе му нарачаат И му дават, фискални да, сметки, да. затоа се воведе можеби и она со платежна картичка да се плаќа. Значи кај мене за такво нешто не станува збор. Многу добро ме знаат. Можеби кажав е добро мезе за луѓе кои што не ме познаваат, ама па луѓе кои што може ден да си на направат релација со проценка за да, речи си секој Речи си ден. секој ден. Некогаш може да се случи да преспием, ама во овие колку години веќе сум пратеничка, тоа на две прсти дали се брои, тогаш таман работа да прикажам нешто фалс. Многу добро ме познаваат и мене тоа ми е најбитно. Луѓето за кои што и чиесто мислење мене ми е битно, но кажав, ете, за луѓе кои што не ме познаваат, но едноставно воопшто не се грижам затоа што знам каде е вистината. Година и пол има власт на ВМРО ДПМН, прилично стабилна, значи за разлика од претходната власт на последната, втората влада на СДСМ и ДУИ, значи 2024, која што често беше на рап на нели Така, сте третман на рап на денок кворум. мраз беа цело време. Така, цело време, па имаше обити да се нели 22 ли беше со кого киднапира, како се викаше го заборав. 21 мислам дека беше ноември Прва, месец. втора ноември кога имаше обити да се бутне. Имаше многу случувања, така. се киднапираа пратеници и по други основи, што се не видовме. Година и пол власт, еве, што е тоа што ветивте, остваривте, а што е она што можеби не сте успеали или е план за вториот дел од мандатот, како не само како пратеничка група во легислатива, него генерално како власт. Точно така, нели нашата изборна програма беше работена за следните 4 години, значи до 28 се уште има време и точно дека и коалицијата ни е стабилна. Реално начекавме полошо од она што искрено очекувавме, но тоа апсолутно не треба да ни биде нас некаков обид за оправдување. Заради тоа ние не можеме, се трудиме максимално што можеме од дел од ветувањата да ги реализираме. Знаете дека минатата година односно веќе мислам првата 24-та се случи оној заем унгарскиот кредит, така доби назив, реално и така беше, со кој што нели се поделија по 250 милиони евра за инфраструктурни проекти и развој на сите општини подеднакво, без разлика градоначалникот од која партиска проминенција доаѓаше, така да веќе и во сите градови може да се забележи она офанзива, би рекла дури и сега и периодов дека ќе биде најсилна, затоа што нели додека се доделија средствата, додека се на проектите, ангажирање на фирми, тука имаме голем проблем затоа што се покажа дека на ниво на Македонија и немаме толкав капацитет на градежни фирми за реализација на толку голем број на проекти, па нели не фатија локалните избори. Есента, така да јас очекувам сега една огромна офанзива и мислам дека таа е веќе во тек. Интензивно се започна со работа на проектите од договорот Бехтел-Јенка, кој што договор нели ние го критикувавме како договор затоа што останат и ден денес остана таен.
затоа што така барала фирмата Бехтел Јенка, тоа Добро. министерот Николовски го кажа, но Дозволи- интензивитетот на работата е Добро. повеќе од очигледен. Ама како е криминален кога сте во опозиција, а кога сте на власт? Криминално беше подпишувањето. Ние ден денес не знаеме зошто за таа година и пол откако се подпиша додека да падне Се власта, дадоа пола милион. а пола нигде не милиарда видовме. евра, И да. камата се плати. Камата се тоа не плати. сум точно Да, забележал. камата се плати затоа што немаше никаква реализација. Зошто? Зошто немаше, значи видовме дека можело и затоа сега Министерот Николовски, ако целокупната македонска јавност нема увид, министерот Николовски има увид. Еве, моето размислување каде е не само за тој договор, за серија на таков тип на договори. Прво, еве можете да кажете дека власта на СДСМ и ДУИ го подпишаа тој договор, ама власт на ВМРО ДПМН ги подпиша така наречените кинески автопати, односно до Охрид и Кичево, за кои што сега има нови 180 милиони Така е. кои што испаднаа непредвидени. И сега, и тој договор, ако добро паметам, можете да ме поправите, е таен. А зашто има пракса во Македонија да се подпишуваат тајни договори, да се договараат арбитражи со поволни услови за фирмата изведувач, и знаете како кога се прави проект на трасата, се знае дека тој дел ќе се запне, значи самиот терен е непристапен. Зашто се толерира од државата? И тука се тие сомнежи за дали има корупција, нема корупција, затоа што од проект кој што требаше да биде 350 милиони евра, порасна на милиарда евра. И ден денес се изведува. Како е Се уште не возможно да не завршен. и му се продолжи уште еднаш рокот до мај 2020? Јас се согласувам и точни беа, мислам, на место беа забелешките, можеби и делот она од причините зашто таа власт на ВМРО падна беше и тоа, затоа што таа власт, можам комотно да кажам од оваа временска дистанца, дека последните години на владење почна да прави сериозни грешки во чекори, што ете на крајот резултираше како што резултираше, но сепак ако зборуваме со сомнеж, јас кажав, договорот останува таен затоа што тоа било на барање на изведувачот. Тоа го кажа и министерот, но не можеме да кажеме дека може да постои сомнеж кога вие секојдневно гледате дека интензивно се работи. Делот од Гостивар спрема Букојчани сега минатиот викенд и јас бев поканета да значи цела планина е срушена, како да кажам. Се ова е старото добро груево, крадевме, ама градевме. Јас и тоа не го прифаќам. Јас не се согласувам, јас воопшто терминот крадење не сакам да биде синоним за било која владеачка гарнитура. Треба само да се гради. Треба ли да се бара одговорност, зашто има нови и нови анекси? Зашто тоа не е предвидено благовремено? Зашто ние не знаеме, са шпекулираме што има во договорот предвидено за арбитража. Сигурно е поволен за фирмата, чим не сноси одговорност и зема тука ја наки ќе запнеме во делот кој што е и моја болна точка се уште, за жалете, после година и половина власта, тоа е делот кој тоа не ги разоткрива криминалите доколку постоеле во било кое време. Затоа имам посебно овако. Ние институциите како институции можат да извлечат докази доколку ги има, меѓутоа останува на некој акт кривичен или како се вика, подобро вие знаете, но оној кој што треба да покрене тоа обвинителството, видовме дека еве и втора година почнавме на владење, се уште не покажа резултати. Странски инвестиции. Значи, нови странски инвестиции, барем големи, јас не паметам, една-две компании затворија, тоа може да биде и субјективно, може да биде од објективни причини, а еден имаше некоја најава на почетокот на премиерот, преговори со фирми, меѓутоа тоа тотално затеј. И овде може, јас мислам дека најголеми критики треба тука да трпите, дека во делот на странски инвестиции. Па да, веќе ги најави, мислам, на последната седница на претенички прашања или можеби беше на некој од пресовите на премиерот, дека во финална фаза на преговори или веќе во тек на подпишување се преговори со околу 17 инвестиции, зборувам за во текот на оваа година, кои што можеби се во вредност од негде околу 650 милиони евра, а во превод во број на вработени нови работни места би биле негде околу 5 до 6.000, што секако останува да го видиме во текот на оваа година, која што само започна. Значи, преговори има интензивни, но дали ќе успеете, ние не можеме да избрзаме со некоја вест доколку не дојдеме во финална фаза, но еве, она што е јавно соопштено е дека во финална фаза се 17 странски инвестиции. Крајот на годината не е далеко и сега ја сакав оваа тема малку за понатака, ама тие начина, значи јавно обвинителство, генерално правна држава, сметаш ли дека е соодветно во програма на партија која што, види,
24-та свесна си дека беше повеќе од известно дека ќе дојде до смена на власта, можеби не се очекуваше таков пораст на СДСМ, меѓутоа што се вели врапчињата знаеа дека до смена на власт ќе дојде. И се сметаше дека е соодветно да стои во програма на партија дека ќе го ревидира работењето на едно обвинителство, конкретно нели збориме за СЈО, во исто време, докога тоа обвинителство, се знам што ќе ми одговориш генерално, меѓутоа во исто време дека тоа обвинителство па и ден денеска води, односно останати се предмети од тоа обвинителство води процеси против партијата која што ја чини таа програма или која во минатото водела такви процеси. Вака, СЈО се случи во периодот, можеби кога беа почетоците на мојот активизам, зборувам во централата на партијата ВМРО ДПМН. Јас во 2015 станав членка на тој извршен комитет. 2017 веќе се смени лидерот Груевски со лидерот Мицковски. Тогаш беа тие случувања. Да. Реално, мислам дека сите ја поддржаа Катица Јанева за специјална јавна обвинителка, нели тие договорите кои што беа во тек за да се конечно стави крајете и на тие. Мислам да. Погрешија сите, но ете Груевски како тогашен премиер, мислам дека беше голема грешка, таков анонимус од јавен обвинител со таков низок просек при студирање, мислам и не знам кој ни бе очекува. И гледате како сосем забега таа тема, како неславно заврши, но еве ми можност да, еве од мој аспект да кажам, иако нели, јас многу бев гласна на оваа тема како опозицијата, не може ни да се сокрие, затоа велам ми е болна точка, затоа што се уште не сме дојдени до точка да кажеме сега може да се работи рацете настрана на партиите, но да видиме дека ќе се работи честно. Таа точка која е кога ќе дојдат луѓе кои што предпоставам предпоставам кога ќе се постави државен јавен обвинител. Фаворити имате за високи, за тоа не е тајна, не скрени фаворити. Фаворитите мислам дека ги избра Советот на јавни обвинители. Денес или не знам седница на влада треба да го избере името и за жал законот е таков да се бира го бираат пратениците. Ние немаме ни култура. Ги знаеме кандидатите кои се, четворицата, кој ќе биде. Јас предпоставувам дека после се што е поминато во оваа држава, треба да бидем барем малку свесен колкава одговорност превзема на себе. 3 кандидати се, 4 не се, едно најави пред јавно го кажа тоа, може би е необично, меѓутоа и без да кажеш јавно, мислам дека сите знаеме дека таа особа, но сепак можеме да кажеме и дека не се сите, например, санкционирани што биле дел од тогашното СЈО. И според мене и не треба така да биде. Не треба така да биде, но една од трите Чарлиеви ангели да веруваме дека може да ја спроведе правдата во оваа држава. Кога чувме и кога знаеме што се правело таму, кои се од високиот политички врв одел таму и како тоа се противзаконски кажуваа, нели сега се многу погласни да кажуваат. Не знам зошто тогаш не кажуваат. Значи чекале да се смени власта. Чекале да се смени власта. Колешката Кадрија немаше тогаш да излезе да рече и да излезе на прес, извинете, јас зошто тогаш медиумите не се искористија за да се обелодени ова? И тоа е точно. Веројатно владел стравото таа моćна коалиција која што видовме како заврши. Затоа наравучени од тоа мора кој да биде од кандидатите според мене да затвори телефон за политички личности. Јас имам прилично вака добра предпоставка кој ќе биде. Вие сте дел од тој систем, вие најдобро знаете. Меѓутоа кандидатите се одлични, освен овој што отпадна поради или законски не ги исполнува условите, тоа е одлука на Советот, ја за сите четворици. Па за почеток сметам дека е добро што сите се одлични. Така е, нема збор дека ние за Катица Јанева не знаевме која е. Така е. Знаеш не знаевме кој е, и то доволно зборува, нема проблем. Вака сам да ви кажам, значи не е работа на обвинителот да биде популарен, ама знаеш како, ни фелата не ја знаеше, не значи на тоа мислев, ние што се судиме инаку, на тоа мислев јанаки, на тоа мислев, општо популарен така. И да биде, значи сега вака да сумираме, ти сакаш да ми тврдиш дека ВМРО ДПМН нема намера да се меша во правосудие. Види, сега нормално дека тоа ќе ми го кажеш, што друго би ми кажала. Не, јас можеби не ви изгледам или не звучам доволно убедително. Не е за звучење. Но јас цели 7-8 години се борев за тоа. Јас не можам да замолчам доколку утре приметам дека работите не одат така. Барем од мене треба да го очекувате, затоа што гледате како ја почнавме емисијата, мене не ме замолчиле, не знам, се обиделете и со најниски, најгнасни работи.
Не ме замолчале. Имавте И јас ако своевремено. видам, можеби, не знам еве како да кажам, можеби ако забележите дека ќе ме снема од политичката сцена и тоа ќе биде доволен знак. Но јас верувам. Ова ќе те И држам дозволете за збор. ми да верувам. Ова ќе те Дозволете држам- ми да верувам, затоа што ако не веруваме, тогаш залудно се бориме. Тогаш можеме да не ја извојуваме победата Така во е. 24-та и оваа во 25-та на Ова лично ќе локалните те и да држам за кажеме збор, не па бива. времето ќе покаже колку ќе се инволвират или нема да се инволвират. Измени на кривичниот законник. Едно од главни ветувања на вашата политичка гарнитура беше дека она неправда де факто, со која што се скратија драстично казните, значи се избриша и цел став, се скратија драстично казните за злоупотреба, дека ќе биде коригирана. Сега, ти и тогаш беше пратеник, многу добро знаеш дека све што требаше да направите е да излезете од салата и ќе нема кворум СДСМ и ДУИ за да ги донесат тие измени. И сега, во истиот момент кога се носат тие измени, тројца пратеници и 80 функционери се спасуваат од кривичен прогон и малку знаеш таа приказна не ви поминува, ние останавме затоа што видовме дека имаат кворум, прво немаа кворум без вас. Постоеше ли прекјутен договор или едноставно одговараше на дел од јадрото на Јас бев во таа сала присутна, тоа листинзите можат да докажат, но листинзите можат да докажат и дали мнозинството имало кворум или немало кворум. Ние Пред вас бевме беше пратеник, извини што те прекинувам, Да, ја гостин проследив Моника таа Зајкова и емисија, таа вели така. дека биле помалку од што требало да се листинзите многу јавно достапна работа, нека покажат, нека побара некој јавно достапна информација, ќе се види бројката. Сакаш да кажеш дека немаа кворум? Не сакам да кажам дека немало договор, бидејќи целта не беше да се заштитат оние кои што беа гонети од режимот на Заев и Али Ахмети, од редовите на ВМРО ДПМН, далеку од тоа. Целта беше да се заташка криминалот кој што овие го направија во текот на нивното владење и кој што го издоправија се до последниот ден на владење. Не случајно ние имавме таква празна каса, не случајно Бехтелиенка не се работел. Така да не можеме да го заборавиме овој криминал. 44 на ВМРО, ДПМН и коалицијата или како год, дека они повторно имаа мнозинство за да го донесат? Да, па тоа листинзите сигурно може да го Ова потврдат. баш ќе го проверам, Да, затоа што сосема спротивно се тврдеше од сегашната опозиција. Немаме доказ само за листинзите од 27 април. Да, тие ги нема. Нигде ги нема, ни записник. Од тоа немаме доказ и никој не бара. А од тоа мислам дека може да се добие. Нема записник и од две раце дигнати на Фејик Мукич и така натаму. Сето тоа се случило, видовме. Мене колегата Шилегов ден денеска ми тврди дека било све регулар. И па затоа се тие сега јанаки толку исплашени. Затоа се толку исплашени, затоа што се плашат дека почнуваат да се обистинуваат многу скриени работи, да се охрабруваат многу луѓе кои што немале храброст во времето на кога владееле овие. И затоа се исплашени, затоа се толку пасивна опозиција во парламентот. Да, тоа се многу пасивна опозиција. Не, Ако споредиме со она што ние го поминавме како опозиција, значи ние можеме многу комотно да го поминеме овој мандат. Немаме контрадискусии, немаме контрааргументи, немаме подобар предлог. Ако ги исклучиме пратениците на левица, на кои што можеш, што сакаш да им замериш, ама дека не се активни, не можеш да го замериш, продуктивноста е може друго. би ако седите од оваа страна на камерата, оставаат впечаток дека се активни. Верувајте ми, јанаки ги нема во собрание. Ги има за првите 5 минути од почеток на седница и генерално за некој популистички закон, снимање рилсови и слично. Активен пратеник, нема дискусија. Далеку од активни пратеници. Па тоа можеме и во сите партии да најдеме дека има многу пасивни. Има, но да го добијат епитетот за многу активни, далеку се од тоа. Јас имам таков впечаток, морам да ти но јас еве од тоа што сум присутна во сала, на седници и во собрание постојано, далеку од активни. Сум видела многу поактивни. Декларативно и оваа власт и секоја претходна во повеќе циклуси се заложува за зачленување на Македонија во ЕУ. На страна, види, јас не сум ЕУ, јас сум например анти-НАТО, но не сум ЕУ скептичен, не сум ни претерано еврофиличен, иако ова како мој коментар не е како прашање, значи многу се лицитира со нашето јавно мнение, 70% е поддршката, 80% е поддршката. Има консензус за членство во Европска унија. Прво, консензус за членство во Европска унија генерално е креирано преку политичките партии и медиумите. Не паметам некој
или дури да има и референдум и јавно мнение, тоа не е објективно, затоа што ако некој каже дека е против ЕУ, ќе биде сатанизиран, милиони ќе отидат на неговите противници, добро знаеш дека тоа така, но еве ајде да се задржиме дека ние сме заглавени на патот кон ЕУ со флоскулата бугари во устав, сега можем повулгаризирано малку бугари во устав, но се дозволи тогаш килавата надворешна политика на Македонија да тоа влезе во официјална преговарачка рамка. Значи, види, факт е, ние се лутиме, факт е дека тоа не е бугарски услов, тоа е ЕУ услов, односно, нели, фамозниот француски предлог. И се тоа го знаеме и можам да ти оставам и простори да го искритикуваш и тоа е се супер, но не води до прашањето како понатаму. Како Гордиевиот јазол да се одмота. Мене лично, ако ме прашаш, едни од ретките ставови на Мицковски кои што ги поддржувам е дека јас сакам реципроцитет. Македонците таму не се најдени на улица, ако за нив не може едно обично здружение да регистрираат со години наназад, зашто ние би требале да се согласиме со бугари во устав, но факт е дека тоа е пречка кон ЕУ. Како понатаму? Да, точно факт е. Предходната тема кога зборувавме за оние договори за автопатите изгреба, ги начекуваш како обврска, ги подпишал некој друг, но во име на власта на државата, така да ние не можеме, и многу пати го критикуваа кога кажа реалност е новото име. Реалност е, што дека јас не сум гласала, сум била против за тоа, но е реалност. Наследство, како еве и наследство за кој што започнавме од мојото семејство. Како можам јас да го отфрлам тоа? Но да, треба да се бориме. Не така понижувачки да прифатиме по секоја цена да влеземе во Европска унија и бугари во устав, пак ќе кажам, не, колку и да звучи вулгарно, не, затоа што тоа не е крајот. Затоа што бугарските политичари на јавна сцена кажуваат и тврдат дека не е крајот. Ние тогаш во 23-та и 22-та имавме протести, предупредувавме, не прифаќајте да има двострани историски комисии, кои што ќе се пазарат, ќе се подкусуруваат. Тоа е позиција од која што не може, реално е направена за да те заглави, пат позиција. Ама пази, Јанаки, тоа е решавање и на мојата и на вашата судбина. Јас не се согласувам со тоа. Не може ви, ако сите не се согласите, сами да одлучите. Затоа што за тоа ви дала поддршка ЕУ, па макар и да е ЕУ. На ЕУ и била целта да си подпише некој, решено е прашањето, како што се реши она со името. Затоа што ние не можеме да заборавиме 2018 прашањето на референдумот не беше само за влез во НАТО. И никој не бил против за влез во НАТО, како што сега тоа малку го парафразираат овие. Кој бил против влез во НАТО? Но промената на името требаше да значи истовремено и влез во Европска унија. За да ние повторно ги имавме тие меки политичари, да ни доведат сега нов услов. И сега нашата борба која е во овие година и пол или повеќе од година и пол, да им објасниме на луѓето, на европејците, на меѓународниот фактор, за каква неправда станува збор. Конечно, јас сум една од тие, која што ако некој ми понуди на маса, ако вие не прифатите дека постоите од 45-та, дека мојот дедо бил во затвор заради административна грешка и слично, јас тоа нема да го прифатам. И затоа треба како Дафина, треба консензус за ова прашање. Треба да се вклучи и опозиција, треба да се вклучат сите граѓани на оваа држава. А да, клучното прашање е за македонскиот идентитет, за нашиот македонски јазик, и ако имаме добри сограѓани, кои што се државјани на Македонија, ако имаме добри соседи, како што кажа, прво што ќе покажат дека имаат добра намера, дека почитуваат Европска унија, европски закони, копенхагенски критериуми, треба да си ги спроведат одлуките на Европски суд за човекови права. Ние не зборуваме за ништо друго. Бугарија и Грција имаат мононационални устави, значи таму не се признаваат национални малцинства, а ни држат предавања за нивното малцинство. Иако Македонија е пример за тоа како функционира добро. Така да таа битка мора да се води. Не знам дали ќе успееме, но ако не се бориме, мислам дека тогаш дефинитивно ќе крахираме. Оваа битка мора да се избори. Мојот став околу бугари во устав, и ова не сакам погрешно да бидам разбран, верувам дека никој нема, остане многу мал дел од популацијата директно, меѓутоа кој е тука стапицата? Значи, прво, намерите не се искрени, значи апсолутно сум убеден во тоа дека затоа што види тоа се случи. Блиски историја имаше, се подпиша добрососедскиот договор, веднаш после добрососедскиот договор тие рекоа, не сега ова не ни е доволно добро, ние сакаме и тоа, и тоа, и тоа. За сега да ни се пласира како бугари во устав дека е последно барање, прво сум убеден дека не, и второ,
тоа си повлекува консеквенции. Значи, визави најавите на дел од бугарските политичари дека ќе бараат задолжително да биде ако сакаат да си ги задржат пасошите, кои што сите знаеме дека се земени од економски причини, значи кога луѓе да емигрираат слободно по Европа, дека мора тука да се впишат како бугари, па после ќе сакам да имам директор на АНБ, па ќе сакам да имам образование на бугарски јазик, учебници на пропаганда ќе треба да трпиме, значи сами себе си да си пукаме во колено и тука е мојот проблем и сега веројатно и ова ќе ме таргетираат во последниве неколку години бугарскиве националисти, мораат и кажам, па своевремено ми се закануваа дека ќе ме пријавиле во обвинителството во Софија, па немало да видам Европска унија, а слободно се движам бидејќи се нели нормално тоа глупости. Сега спомна дека реалност замерувале на премиерот дека кажал дека е реалност смена на името. Да, точно дека е реалност. Се случи, но во опозиција многу добро памтам беше на вестите на Сител, говореше дека додека е тој политички фактор, дека не е тоа завршена работа, иако сме сите, мене тоа ми е болна тема нормално, меѓутоа прилично сигурни дека е. Па види, Јанаки, јас како што се изјаснив за овој делот од правосудството, дека сум страшно голем не идеалиста, верувам дека е возможно да се воспостави таков систем и во ова верувам. Може би некој ќе ме нарече утописта или така ќе ме доживее. Верувам. Ако оваа борба на Македонија до тука, докај што сме 30 години сме на прагот на Европска унија, никако навлезем. Да. Траела долго. Ние не велиме дека тој процес ќе се случи веднаш или не можеме некому да му ветиме дека само што ќе станеме членка на Европска унија, ние веднаш ќе почнеме чекор за да исправаме грешките од. Но ние ако се држиме на тие вековни наши идеали, мислам тоа е запишано и по статути на партии и ние навистина имаме таква ориентација. Но треба да се докажеме. Ние сега напоредно се трудиме и да се докажеме дека можеме и да воведуваме реформи, дека можеме реформски закони да носиме без европско знаме и без скратена постапка, со организација на јавни расправи, дека можеме постепено да формираме дигитализација, она што Европска унија го бара од нас. Мора Европа во нас да види сериозен партнер. Така е. Не може ние само да прифаќаме, а ништо настрана да не вложуваме, за да покажеме дека сме навистина ништо поразлични од останатите. И кај нас може да има функционална администрација. Но за се треба време. Ние имаме една генерација која што треба да можем да кажам слободно и да се роди, да ја изгледаме на некаков поинаков начин. Затоа се почнуваат и реформи во образованието. Јас со актуелната министерка за последните избори често имав едно многу прашање дали е постаро јајцето и кокошката и прашував како ќе ги постигнеме реформите. Образованието е број 1 за мене. Со тоа што финансиски со тоа што ќе почнеме од јасли, од градинка, од прво одделение или ќе почнеме од факултетите за да извадиме една генерација на кадри, професори кои ќе се носат со овие нови генерации. Па тие професори ако би почнале од прво одделение, значи минимум 20 години треба да израснат генерации кои што нема да слушнат за тоа дека тато оди да се расправа со учителката зашто моето синче нема петка или зашто му запишале неоправдан, а не го пуштиле слободно. Е па од тоа слободно пуштање дете на Јанаки, дете на Дафина стигаме до тука, па кога ќе ни се случат страшни трагедии, велиме, системот не ни функционира. За да почне системот да функционира, мора да се воведе ред, кој што ќе важи за сите. Јас затоа силно го поздравувам проектов Safe City. Значи, можело. Кога нема човечки фактор... Ниједна казна немам до сега да знаеш. Јас исто. Значи, можело. Значи, може да почитуваме. Зошто? Зашто знаеме дека ќе ни следува казна. И дека не можеме никому да се јавиме. Тоа сегде може да го направиме да биде функционално. Реално. Кога сме ке големи трагедии, дали го делиш мојот впечаток дека, односно моето мислење, дека да се случеше Кочани во третата, четвртата година од власт, дека имаше ваша власт, дека имаше сериозен потенцијал да ја обори власт. Сепак не мала, затоа што знаеш како пак сега во некој грейс период бевте, реално ти кажувам, во првите колку беше тоа Да, премногу е осетлива оваа тема, да кажам дека сме биле затекнати, не ми звучи вкусно за онаа трагедија, но ако на лошото гледаме со добро, да не освести сите. Дека сите имаме подеднаква одговорност.
И вие кои што вечерва ја водите емисијата, и јас која што вечерва гостувам кај вас подеднакво, си одговараме за она што ќе го кажеме, ама така е Јанаки. Не, сакам да кажам Доро, мислев дека друго ќе кажете. Вие можеби одите на суд некого да браните, така. Но подеднаква одговорност има и оној кој што во вашата канцеларија ги разгледувал, ги подготвувал материјалите. Јасно, така, така, некој во кој што вие треба да имате комплетна доверба. Така треба да биде сегде. И јас не сум идеалист и утопист, јас верувам во ова дека е може да се случи. Кога сме кај корупцијата, тази е случајот со враќањето на поранешниот вице-премиер Артан Груби. Сега да ме убедите дека тој ќе се врати за да влезе во притвор, дека тоа јас апсолутно сметам дека постои договор. За да се врати и за да добие куќен притвор, затоа што знаете како се, прво не е човекот од вчера, второ долго време бил во највисоката политика, па сега да видиме, веројатно има на располагање и финанси и никој нема да поверува се да тврдиме дека тој се врати, значи јас што го видов на граница, знае дека некаков договор сигурно постои, затоа што не е луд да се врати и да влезе во притвор од удобното место, без разлика дали е Косово и Албанија, значи тој немаше да го испорачаат или шпекулации дека имали албански пасош и така натаму. Што коментирате на такви шпекулации и јас отворено се сомневам дека договор постои. Да, договорно можеби вистинското прашање е со кого? Добро, ајде. Со кого? Открини. Затоа што не верувам дека може да се договара, да преговара со Христијан Мицкоски, кој што му беше, можеби, секој втор збор му беше во уста на Артан Груби, додека беше величествениот. Така да апсолутно не можам да се посомневам дека и да, ние Јанаки од оној ден видовме една видеоснимка, не знам, 20-30 секунди. Точно е дека тој дошол на граница, но ние го видовме приведувањето. Да. Сигурно, кога го виделе, кој повикале полиција, па дошле за договор, јас мислам дека можеби постои со други страни. Например? Нели е на црна листа на САД. Така. Нели е Албанија членка на НАТО. Но ќе видиме. Жалам што морам сега во ова време да кажам, ќе покаже времето затоа што куќен притвор за човек кој што е вратен од бегство, тоа е сега барем мене не треба да ме. Јас апсолутно исто не се согласувам со тоа. Таков лик кој што предизвикува такви реакции во јавноста, иако јавноста не смее да влие на вакви одлуки. Со што и да се работи? Значи бегство е еден од основите за притвор и сега он се врати после. Тоа вашите колеги во правосудниот систем кои што нели. Па мислам дека тие се одговорни. Имаме соведна суди, соведни јавни обвинители, зашто не би ги повикале да прашаат од кои причини тие донеле таква одлука. А знаеме за многу други луѓе какви решенија се носели и поради кои причини, но ете, бидејќи ја застапувам тезата и сум поборник за тоа дека политиката не треба да влие на овие, затоа и посебна власт судската, да оставиме да видиме времето што ќе покаже. И кој е поуплашен од тоа што Артан Груби е вратен во државава, па макар и во домашен притвор. Ке има ли избори годинава парламентарни? Тешко веројатно. Нема прво, не гледам причина да има. Нашиот статус се потврди на последниве локални избори пред нецела половина година. Реално и за државата мислам дека навистина треба да малку да одмори од тоа секоја година да се случуваат по некои избори. Не бев присталица, мислам дека ова често го практикува владите на ВМРО, ДПМН до 2016, кога мислам дека на секои 2 години имаме. Ако гледаме од партиска позиција, може би ни одговарало да си се потврдиме уште еднаш, па да не мислиме што ќе биде после 2 години, туку за следните 4, но реално мислам дека држава навистина не треба да ја ставаме повторно на пауза и на стоп, само за да ние си ги измериме мускулите. Или е рано да се каже? Да видиме што ќе се случува. За сега мислам дека и од анкети и од она што граѓаните јавно го кажуваат, барем ете до нас како пратеници, мислам дека апсолутно не би посакувале оваа година да се случат парламентарни избори пред време. Потреба не гледам ни јас. Македонската опозиција е можеби најслаба досега. Значи генерално гледано можеби најслаба досега. Не е, знаеш како, не е тоа сега само бројот на пратеници или гласови кои што е да речеме најголемата опозицијска партија ги освоила. Јас еден добар коментар ми даде еден познаник кој што е политички аналитичар и со кој што се согласувам. Значи и во 2013 СДСМ беше во длабока опозиција со само 4 општини, ама носеа некоја опозицијска енергија, полни беа штабовите, за разлика од сега каде што се затвараат, ке одили во стечај
Социјалдемократски. Па јас мислам дека на така оди. На така оди. Овие се тотално неранети во едно крило, во две крила. И апсолутно не гледам, и јас се согласувам со вас, не е битна бројката на пратениците во пратеничката група, апсолутно. Не се чувствува драж, нема кохезија, борба, значи види, јанаки желба за борба. Например, еве може да излезат со некоја, не знам, бомбастична вест, скандал, нели, формира. Не лепи некако, затоа што нема не трае тежина. ни еден ден. Следниот лепи, ден да. веќе друго почнуваат. Се мачат, се трудат од како им беше Не само конгресот. тоа, не лепи, дури да е Ништо. Да е реална веста, некако не не може се да убедливи. пласира. Не се убедливи. Јас кога ги гледам, еве, според твојот печаток, пратениците на левица биле активни. Мене со такви лидери не можам да гледам сериозност во такви партии. Верувај ми. Како да станува збор за двајца борати на македонската политичка сцена, ако ми дозволиш. Ова е моје Да, слободно, нормално. Значи буквално не знаеш дали едниот е глумец од Саша Барон Коен или другиот е Борат од филмот Борат или диктатор од филмот Диктатор, кај што на двата филма знаеме кој. Значи несериозни. Не доликуваат на луѓе на кои што може да им се верува. Пазете, за опозиција зборуваме. Опозиција треба да биде гласна, треба да биде креативна, иновативна, да нуди решенија против нашите или подобри од нашите. Ние им нудиме отворена маса. Лидерска средба беше повикана, не дојдоа. Тоа не се случило. Така да. Едниот Борат покажа поголема храброст од другиот. Меѓутоа за сериозност далеко. Далеко не се убедливи. Па мене ми делува исплашен, несигурен во себе. Пазете, еднаки последнава... Нема жестока реторика кон власта која што не е треба да ја убедлив, има. Не е убедлив. Зоран Заев ја научи популацијата дека може да тресне и зелени и во парламент и со Европска унија и поминува, ама тој е таков. На Христијан Мицкоски не му дозволуваат ниту една грешка. На Апасиев се му е дозволено немо. Кога Дафина ќе му врати во негов стил, мене не ми доликувало. Ама кај Дафина може да има илјадници коментари на страната, кај него не се дозволени коментари. Не случајно ги спореди двајцата со Борат. Ќе дојдам до не сум ниту наивна, ниту хумористична. Ниту тие делуваат хумористични. Мора да е уценет. Не, дали е Венко уценет од оваа гарнитура, не мора директно уценет, него дали се чувствува исплашен, уценет. Да, мислам дека тој со модуларната ево предистрага 6 години. Со сила му е наметнато да го превземе лидерството на партијата. Веројатно. Ваков експерт, јас секогаш сум говорела за неговата професија дека експерт, универзитетски професор, да се нафати на вакво блато после за експерт и признат сегде. Значи јас никогаш за тоа не сум го критикувал. Значи мора да е принуден ова да го прифати и се гледа кај него дека нема желба, дека ни самиот тој не верува во она што го зборува. Зашто знаеш како сега да кажам, не бил харизматичен. Ни Груевски не бил харизматичен. Па за некој Мицкоски не е харизматичен, и Апасиев не. Ние не сме во политика заради убавина. Па имале политички. Вие да се нафатите на такво сериозно, пази, зборуваме за СДСМ, поминале лидери. И овој не да не е бренд као со неговото приватно CV, но како лидер, катастрофа. И последните претенички прашања ги споменав. Значи, ден после она што се случи со величествениот Груби, тој излегува на говорница, ни за Груби прашува, ни за марихуана, нешто што е актуелно. Значи, тој несвесно ја промашува темата. Има ли прекутен договор во МРСДСМ за ваков СДС? Немате потреба? Не. Ние, дури јас некогаш на шала велам, треба и да ги бодриме дека се одлични, а не вака јавно да ги критикуваме, за да потраат подолго. Навистина, ако сакате и размислувате само од свој тесногради партиски интерес, многу ви одговарано, не е добро за општеството. Веќе, значи, ги спомна, бидејќи сме кај опозицијата, Димитар Апасиев левица, можеш да се согласиш или не се согласиш колку сакаш, левица сметам дека веќе и на следните избори има сериозни шанси да го земе приматот на СДСМ како главна опозицијска партија. Тешко дека ќе освоа доволно гласови да бидат власт, затоа што можеш ти да говориш дали било тоа вкусно, невкусно, многу калкулантски, многу искалкулирана е, значи Димитар е несомнено интелигентна личност и многу испланирано тоа го прави, значи точно знае што бара јавноста, значи прво јавноста генерално бара крв кај нас, бидејќи сме факта осиромошена и напатена земја, точно знае, знаеш како, јас бев два пати во животот сум гласал, тоа беше 16 и 17 и тоа беше за политичка партија Левица, кога беше тоа една многу поинаква партија.
Меѓутоа, негов е личен изборот и тогаш се случи расцеп во 2019 да се сврти во десно и тоа сериозно во десно, затоа што факт е дека таа партија сериозен пораз доби кога почна отворено да флиртува со национализам. Значи од бугарскиот, односно се извинувам, францускиот предлог, па натаму, па најголеми заштитници на името, на знамето и така натаму. Така да не Па знам грешки колку во чекори од типот на паметно да цвеќе на гробот ќе на ти Емер оставам Хоџа. простор, не се секрети, ти оставам простор, меѓутоа едно нешто морам ти го спомнам и пред емисијава да ти забележам дека се жештиш кога збориш, како да знае да ти притиска копчињата, да ти нагази на жулј и мислам дека со големо задоволство го прави тоа. Може би за тоа е виновен мојот матичен број, единствен матичен број. Тоа И е жестење. умешен во тие работи, мора да му признаеш. Да, но е Знае неумешен. на лукавост да го тера. Да. Затоа тој не прифаќа тебе дуели или не се Например, ќе дојдеме и до тоа, например, имаше многу добра карикатура, односно цртеж, со каде што он се смеа, перењето ти му ги кошули, переш не. кошулите. Па затоа е интересен. Но е интересен Факт за е. популација која што не сака да биде сериозна и да превземе сериозни одлуки и одговорности. Сметаш дека го доживеа тој од 70.000 гласови, 60-70.000 гласови својот зенит левица, дека нема да одат над тоа. Ако СДСМ продолжи со ова темпо, Ќе одат може, над да, тоа. тука се согласувам, но ако СДСМ се освести, се направи некои радикални промени, тогаш мислам реално дека би останале на пикот тоа. тој. Толку е пикот, да. И она го потенцирам, никогаш не превземаат одговорност. А на дело, Апасиев, како лидер на партија, еден чекор го остава Крмов да биде координатор на претеничка група. Добро. А ово е професор на Добро. правен факултет. Тоа е спорно зашто? Тоа е може би Не се стратешки, разбирам затоа те тактички, прашувам. за мене нелогично. Зашто? Да си лидер на партија, да си председател и пратеник Така. и да оставаш место, мислам дека игра со неговите сопартици, добро вешто игра и Така, дека да. кажавте, и јас се согласувам, станува збор за интелигентна личност, но личност која што почнува да прави грешки во чекори. Например, тоа заради темата заради настанот, па и јас лично не сакав да го обелоден, ама можев, нели сум видлива на социјалните мрежи, кога ја организираше анкетната комисија За Кочани. за случај за Кочани. Тој е председател на таа комисија. Така. Го започна дневниот ред расправата без да се усвои дневниот ред. Таква грешка на човек кој што е толку години во... Но ете, заради темата, дури некој од колегите му почепна такво нешто на таков образован лик. Мислам дека е недозволиво да му се случи, но ете, може би бевме фер и коректни, ама еве јас сега не сум фер и коректна и го обзнанив. Така да не се подготвени тие да водат држава, институции, да бидат градоначалници. Тие се само за тоа да дехидрираат од плукање по власта, но и ова треба да го забележите, бидејќи знам, јас ве следам на социјални Легитимно е да се мрежи. критикува власта, да Кога бевме опозиција, беше и левица опозиција, Така. од 20 до 24. Сигурно вте мавет еден Не, беа тие тогаш толку гласни и активни против СДСМ и ДОИ? Не. Да. Не. го делам Па тогаш подкупен. ние сме биле многу погласни од нив. Сметам може Или да е по тоа така, бројчани, но сметам Не, дека е не, подметнување. не. Сега се смешкаш, Нив подметнување е тоа што најмногу сакате им да го... одговара да плукаат по ВМРО ДПМН. Затоа што можеби е и гласачко беа дел од гласни. гласачкото тело, што ти кажав со види колку сакаш согласиш или не. Национализмот носи гласови. Значи тие теми национални секогаш им носат сигурен корпус на гласови. Во однос на делот за меѓутоа не поминува, јас бар имам чувство дека не поминува тоа што се обидувате да го наметнете дека се они во коалиција со СДСМ и со ДУИ значи со ДУИ ВМРО ДПМН беше 10 години во коалиција. Па сега пратениците на левица гласаа за еден предлог Да, на тоа закон. го видов, И па така, како да. сега? Ако Зашто видов. нив не ги личи? Само нас не личи да можеме да играме со Во однос на тебе дуелите Многу не поопасни си во се право. таквите. Многу се поопасни се таквите. Види, едно нешто ќе ти кажам Тие што се е факт. гласни, но на дело ништо не Точно, докажа. но едно нешто ќе ти кажам факт и нема левица да паѓа се, односно барем Се додека е СДСМ вакво. не се дека се да сама ваков, додека не добијат функции на управување. Ама не сакаат. Знам, ворете тоа, но гледај се. Не прифаќаат. Едно е факт, не биле на власт и не можеш да им кажеш Ама вие бевте јанаки не краневска, прифаќаат. разбирате? Не на овие локални избори, на претходните. Значи тоа било 21. 21. Да. Имаше некои преговори. Јас сум била дел од преговорите за со Ајде, дај ми ексклузива да видим. Не ексклузива, значи им Не, беше не сум понудено да им Заедно дадеме да стапите. поддршка да им дадеме, ние да не одиме со наш кандидат, тие да одберат Во која која општина сакаат. Аха, така. Не прифаќаат.
Не знам дали се разбираме, не Така. прифаќаат затоа што тогаш ќе ја превземат и одговорноста врз себе. Че треба да почитуваат закони, сега е лесно, плукај. И вулгарноста за нив ги личи, како за Заев што беше глупоста лична. Реално, мимо тоа факт е дека е солиден успех што влегува во втор круг, меѓутоа Секако, со многу како помалку не. гласови, но има реални шанси со сега не сакам, дечкото не го знам, но е поанонимен за широката јавност, има многу реални шанси да победат во општина Аеродром, кој што е факт дека се таму најсилни и пак отидоа со непознат кандидат. Имаше некои преговори за други Може би кандидати. ќе го стекнат искуството во текот И на едно нешто не се уште согласувам со неколку тебе, не е избори. точно дека Димитар Рапасиев не иде на ТВ дуели, оди на ТВ дуели, меѓутоа ако од другата страна се Алтер некој што егото може да негово, да, процени да. дека ќе може да доминира. Инаку не, знаеш како? И тоа за тебе е народен пратеник и политичар или е некоја фрустрација во прашање? Големината, знаете кога се гледа, кога е тешко, кога ќе треба некој напорен новинар да биде од другата страна, сега не е вкусно да именувам, кога ќе те стават во тесно, тој човек никогаш не бил ставен во тесно, а јас се надевам дека тоа задоволство ќе го имам на 25 март, кога јас и тој сме на распит, каде што го тужам за клевета, ако дојде, бидејќи се противеше и таму не доаѓа, а јас верувам дека е најдобар правник. Ти благодарам многу на одвоеното време и ќе те држам за дел од зборове, особено за ова што е нели моја фела правосудство, иако не во целости верувам, мора Твоја да кажам фела, со скепсата. а моја болка и со скепса ги најголем гледам. резултат кој што сакам ВМРО ДПМН е да го покаже на дело дека е возможно. 2 години не се толку далеко, ти благодарам многу. Исто и јас ми беше чест. Секој е добро.